Почитувани новинари, почитувани граѓани. Ковачевски премолчува вградување на бугарските барања во преговорите за пристапување кон Европската Унија, исто како што премолчи и дозволи отворање на клубот Ванчо Михајлов во Битола. Дури Кирил Петков е свесен дека бугарските барања се неприфатливи за македонскиот народ, па применува тактика на нивно разложување во периодот на преговори за влез на земјата во Европската Унија, со што бугарските услови покасно ќе мора да бидат исполнети на нашиот пат кон ЕУ. Имено Петков изјави, цитирам: "Не може да се очекува сите барања на Бугарија да бидат исполнети сега, пред почетокот на преговорите. Најглупавото нешто што можеме сега да го направиме е против бугарскиот интерес и ќе се сопнеме да бараме се што сме сакале да се случи пред подигнување на ветото." Со ова Петков јасно кажува дека и тој е свесен дека бугарските барања се максималистички, а со тоа и нереални и неприфатливи. Но кажува и дека тој е на план истите да ги протурка со расцепкување и нивно врзување со процесот на преговори во Европската Унија. Во понатамошниот тек на изјавата тој додава, цитирам: "Сега таму имаме нормална влада и таа е подготвена да ги превземе аранжманите со европски договор." Со ово отворено кажува дека Ковачевски прифатил вклопување на бугарските барања во рамката на преговорите за влез во Европската Унија. На што е подготвен Ковачевски и кои се тие бугарски барања, и како и бугарите знаат дека наеднаш нема да можат да им поминат кај народот, па им е потребен Ковачевски да прифаќа периодично исполнување на нашиот пат кон Европската Унија. Аматеризмот, неспособноста и немањето на државнички капацитет на Ковачевски ќе ја однесат Македонија во амбис и ќе го врзат нашето членство во Европската Унија со исполнување на сите бугарски барања. Доколку се прифати врзување на преговорите со исполнување на бугарските барања, тогаш Ковачевски трајно ќе ја осуди државата на неуспех или побугарчување. Токму затоа ВМРО ДПМН потенцира дека се потребни писмени гаранции за македонскиот идентитет, јазик и историја. Во спротивно, аматеризмот и неспособноста на Ковачевски ќе значат катастрофа за националните интереси. Ви благодарам на вниманието. Повелете со прашања. Господине Ковачевски, ваш коментар за 100 дена влада? Видете, станува збор за континуитет, 5-годишен континуитет на владата на Социјалдемократскиот сојуз, континуитет на неспособност, аматеризам и криминал и корупција. Веќе трет пат поред ги имаме тие 100 дена на влада. Најдобро граѓаните знаат како се чувствуваат тие после тие 5 години кои што се под власт на Социјалдемократскиот сојуз, односно знаат дали нивните џебови се полни или се попразни. Благодарам.